Локалните избори поминаа во компетитивен дух, а основните слободи во голем дел беа почитувани. Ова се наодите на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР за досегашниот изборен процес и првиот круг од изборите. Меѓународните наблюдувачи забележуваат дека на брзина имплементираната новина, идентификација на избирачите со отисок од прст го усложнила изборниот ден. Our observers, as I mentioned, positively assessed. Нашите наблюдувачи позитивно го оценија процесот на гласање, но исто така беа забележани чести проблеми со новите уреди за биометриска идентификација, неможноста добро да ги скенираат отисоците од прстите на граѓаните. Повеќето избирачки одбори професионално се справија со овие проблеми. Нашите тимови забележаа проблеми со тајноста на гласањето, како и случаи на семено гласање, кое негативно влијае на учеството на жените. Пребројувањето на гласови беше позитивно оценето во повеќето избирачки места, но некаде беа утврдени неспроведувања на протоколите, а во некои случаи имаше и мешање во пребројувањето од представници на кандидатите. Нотиравме изолирани случаи на заплашување. Наблюдувачката мисија има и други забелешки кои се однесуваат на како што се заклучува во првичните наводи бројни недостатоци во законската рамка кои ја потврдиле потребата од сеопфатни реформи. The leading parliamentary parties Водечките парламентарни партии уживаат системски предности, особено во распределбата на јавни ресурси за кампања, вклучувајќи и медиумската застапеност. Кандидатите можеа слободно да водат кампања, но негативната реторика, честопати насочена кон жените, го одвлече вниманието. Избирачката администрација ги почитуваше повеќето законски рокови, но нејзината способност да го исполни својот мандат беше оттежната поради ограничен персонал и оперативен капацитет. За медиумското покривање на кампањата ОПСЕ ОДИХР заклучува дека било неутрално, но дека двете најголеми партии во земјата доминирале во информативните изданија на националните телевизии. Меѓународните наблюдувачи ќе останат во земјава и за наредниот втор круг од локалните избори, закажан за 31 октомври. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.